Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска министрите и дополнителните заменици министри на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесуваме оставки на функциите во владата на Република Македонија. Доколку остане на сила одлуката за распуштање на собранието донесена на 18 јануари 2016 година, бараме оставките претходно да се констатираат. Согласно договорот од Пржино, владата во која што учествуваме се формираше за организирање фер и кредибилни избори, откако ќе се исполнат сите точки од овој договор. Во Македонија нема услови за фер и демократски избори на 24 април. Тоа е директно потврдено и од меѓународната заедница, од Европската унија и Соединетите Американски држави. Без прочистен избирачки список и без реформи за слободни медиуми нема услови за регуларни и кредибилни избори. СДСМ нема да ги елементира нерегуларните, неслободните и недемократските избори кои што ги најавува ВМРО-ДПМН. Доколку не се распушти собранието, ќе останете? Како? Доколку изборите се одложат, доколку нешто се случи денес во собранието, дали оставките ќе бидат? Мислам дека текстот на оставката е многу јасен, доколку останува на сила одлуката со која што се распушта собранието, донесена едностранно од ВМРО-ДПМН и ДУИ, бараме претходно да не бидат констатирани оставките. Ако се Значи дека останувате на функција ако евентуално не се распушти парламентот? Тоа значи дека доколку остане на сила одлуката за распуштање на собранието, претходно бараме да не се констатираат оставките. Ако не ви констатираат оставките, што ќе правите, господин Пајчев? Останете ли на функција? Ние сме во оставка од моментот на поднесувањето и имаат обврска оние кои што го донесоа едностранно, кои што донесоа одлуката за распуштање на собранието, да не ги констатираат оставките, да не слободат од овие позиции кои што ги имам. Договорот од Пржино е прекршен со самото носење на одлуката за распуштање на собранието, кој што беше донесена едностранно помеѓу двете политички партии. Тоа е моментот на прекршувањето на договорот.